Јас сум самохрана мајка со 2 малолетни деца, живеам под кирија со 8.500 денари. Значи, тешко се снајдуваме, добитници сме во групава за станој. Значи, чекаме, немаме никакви одговори. Еднаш веќе бевме собрани, протестиравме, ова е втор пат, никој се нема огласено. Значи, нема никој да не извести што ќе се дешава понатаму, колку треба да се чека. Значи, ние зависиме од становиве, потребни ни се. Значи, парите се премногу за кириве што ги даваме, значи 3.000 денари не се мала работа. Ве молиме од Министерството или Центаро или било, некој нека се огласи, нека не информира што да правиме понатаму, затоа што планираме вака да се собираме, или се огласува луѓево веќе сака да се всела насилно, нема домој кај да живее поичем. Јас сум мајка на 4 деца, самохран родител. Значи, живеам во влага со 4 деца, не се обстанува и не можам да седам поичке. Значи, во влага децата, фала Богу, дека нормално дете иди до заболување и немам пари јас да се шетам и да давам пари, а ми е доделен стан. Сега што понатаму? Што понатаму ништо, вака ќе се собираме. Значи, уште еднаш, 2 пати, ако не луѓево сите бара насилно да се влегува, шо е ова? Значи, не е нормална работа, си играе политика, нас не интересира. Значи, нека си бидам министри, нас не интересира ВМРО, СДС, значи, по закон ни следува, некој ни кажал дека исполнивме услови, дека стан добивме, значи, кај се становите? Ја конкурирав за слепо лице, па уште нема никаков одговор. Јас живам со татко ми, со мајка ми, 10 души сме, нека дојде, нека провера. Комисијата дојде, се помина, виде и ни рече, чим ви викам јас, едно од комисијата, нече ќе ви даме. И уште нема ништо. 8 члена сме. Ја молиме министерката што побрзо се потпиши. За овие станови да ги добијаме, оти немаме кај да се вселиме. Ова е жално, ова е не знам како. Јас од 2 малолетни деца и плюс депресија имам, не можам значи повеќе да живеам кај татко ми. Сега ја замолуваме министерката, ја молиме некако, ја замолуваме за да се потпиши, да ни се следи тоа што ни следува нас. Да ни дај. Нема кај да ојме со 5 деца, нема кај да одам. Инспекција дојде кај мене, виде како живеам, како живеам, чекаме за решение, чекаме, нема никаков оглас нема.